Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Може ли човек да ти направи магија? Може ли човек, исто како тебе, да ти направи магија? Библиски поглед за денешниот човек. Во време кога стравот од магија или урок или духовни влијанија повторно станува дел од јавниот разговор, книги или било што, важно е да се постави прашањето дали човек на вистина може духовно да му наштети на друг човек преку окултни појави или сили правејќи магија или магии. Нашиот народ многу се плаши од тоа и често пати сум слушал како велат ми направи магија, ни направи магија. Библијата не негира дека постојат луѓе кои се занимаваат со магија или гатање или баење, но таа дава јасна и смирувачка перспектива. Конечната власт не им припаѓа на темните сили, на демоните или било кој, туку на Бог, зашто Бог е суверен Бог. И затоа како прва точка, како прво, Библијата постојано нагласува дека Бог е врховен владетел над се што постои. Тој го создаде овој свет, тој ја создаде Вселената, тој не создаде нас луѓето, животните, растенијата, реките, морињата, океаните и се, и тој има власт над сите тие нешта и закони. Дури и кога злото се обидува да действува, тоа не може да ја надмине Божјата граница. Например, во книгата на Јов, страдалникот Јов, гледаме дека сатаната не може да го допре Јов без Божјо допуштање. Бог му вели, еве, тој е во твојата рака, но душата негова чувај ја. Тоа е запишано во Јов 2 глава 6 стих, што укажува дека кога Бог нешто наредува или заповеда, тоа мора да се послуша, па макар и духовните, демонските сили. Ова покажува дека ниедна духовна сила не е автономна, така би се изразил, таа е ограничена од Божјата волја. И затоа Бог е врховен, суверен над сите нешта што ги создал. Второ, Библијата директно изјавува дека магијата нема моќ и власт против оние што се под Божјата грижа, оние што се откупени преку крвта на Исус Христос. Кога Ваалам бил повикан да го проколне Израел, тој мораше да признае зашто нема баење против Јаков, нема гатање против Израел. Тоа е запишано во Броеви 23 глава 23 стих. Со други зборови, проклетството нема сила таму каде што Бог благословува. Како трето, Новиот Завет оди уште подалеку, објавувајќи дека Исус Христос веќе ја победи секоја духовна власт, го победи сатаната на крстот преку воскресението. И затоа апостол Павле на повеќе места, а посебно во писмото до Колосјаните, 2 глава, 15 стих, ќе рече: тој ги разоружа началствата, властите и ги изложи јавно на срам, победувајќи ги преку крстот. Христовиот крст, каде што Исус умре за нашите гревови и воскресна за наше оправдување, му благодареме што имаме победа над секоја духовна сила и над секоја духовна демонска власт. Тоа значи дека темните, мрачните сили не се некоја независна закана против нас, тие се поразен непријател. Тие не можат ништо да му направат на верникот, а камоли магија да му направат. Четврто, верникот не живее во духовна беспомошност. Божјата присутност и заштита, овој што е во вас, вели Библијата, е поголемо од оно што е во светот. Тоа го пишува апостол Јован во 4 глава 4 стих. Оваа изјава ја пренасочува нашата перспектива, нашиот поглед, фокусот не кон моќта и силата на злото, туку кон супериорноста против демонските сили, односно на Божјата сила. И конечно, Библијата повикува на доверба, не на страв, зашто апостол Павле
Во Тимотеј, 2 Тимотеј, 1 глава, 7 стих вели: Бог не ни даде дух на страв, туку на сила, на љубов, на себе контрола. Наместо да се живее во постојана грижа од невидливи напади, демонски напади, верникот е повикан да се потпре на Бог. Зашто Библијата вели: Господ е мојата светлина и моје спасение, од кого да се плашам. Псалм 27, 1 стих. Заклучокот би бил јасен. Библијата признава дека постојат окултни практики, како магија, баење и слични, но истовремено учи дека тие немаат крајна власт над човекот, над верникот. Стравот од магија ја подкопува довербата во Божјата сувереност. Наместо да живее човек во сенка на окултното, човекот е повикан да живее во светлината на Божјата заштита и Христовата победа. Нека му е слава на нашиот Господ Исус Христос, кој ни даде победа преку Него. Амин.